На денешен ден 9 април. Во 1483 година умре англискиот крал Едвард IV, водач на династијата Јорк во граѓанската војна на две рози против подржувачите на династијата Ланкастер. Престолот го осигура со победата на своите сили во 1461 во клучните битки кај Мортимир, Крос и Туотон. Во 1553 година во Париз умре Франсуа Рабле, француски писател, најпознатата личност во француската ренесанса. Негово најпознато дело се фантастично хумористичниот роман Гаргантуа и Пантагруел. Роден е во 1490 година. Во 1588 година умре италијанскиот сликар Паоло Веренозе, еден од најзначајните представници на венецијанското сликарство. Тој беше мајстор на колоритот, динамичните композиции, сликар на гозби, скапоцени ткаенини, ентериери и екстериери, на ренесансен амбиент во кој пренесуваше библиски и митолошки теми. Веронезе обработуваше теми од христијанството и античката митологија, го славеше богатството и моќта на Венецијанската република. Во 1626 година во Лондон умре Франсис Бекон, англиски филозоф и државник. Тој е еден од основачите на модерниот материјализам во филозофијата. Неговите дела се најзначајни за историјата на филозофијата и за индуктивната логика. Најпознати негови трудови се Органон, Нова Атлантида, Есеи и Унапредување на науката. Роден е на 22 јануари 1561 година. Во 1821 година во Париз е роден Шарл Бодлер, еден од најголемите француски писатели на 19 век. Се занимаваше со литература и уметничка критика, а неговата поезија е одраз на очајот и на корупцијата на современата цивилизација. Ги надмина естетските форми на своето време, во поезијата внесе оригинални бои и екзотика, задржа елементи на романтизмот и го навести символизмот. Главно негово дело е збирката песни Цвеќето на злото. Умре на 31 август 1867 година. Во 1872 година роден е францускиот државник Леон Блум, водач на Социјалистичката партија од основањето во 1920, председател на владата на Народниот фронт од 1936 и 1937 година и во март и април 1938 година, прв социјалистички премиер на Франција од 1870 година. Во Втората светска војна германците го интернираа во концентрациониот логор во Даха. Трет пат ја предводеше француската влада во 1946 и во 1947 година.